Вести на Канал 8, добар ден. Голема бара сред село во Чешиново остана по неодамнештите поплави. Покрај неподносливата смрдеа што се шири од застојаната вода, жителите се жалат дека се појавиле големи комарци кои по каснувањето оставаат отоци на кожата. По повлекувањето на водата од поплавата што пред еден месец го зафати Чешиново, за жителите се појави нов проблем. Насред село остана голема бара од која се шири неподнослива смрдеа, а се појави и необичен вид комарци кои оставаат големи отоци по кожата. Чешиновци се жалат дека наутро и во доцните попладневни часови немаат мир од овие комарци, а некои веќе побарали лекарска помош, затоа што отокот не спласнува и по 2-3 дена. Не се тие старите што беа, има не поголеми. И улева дома по собите, имат крилца и така на нозите им ударат. Опасни ли се? Опасни се и тие. Заразно? Па заразно тоа, опасно, чим е заразно. Чим те пецне одма, се познава белек од тото дват на ушето, на рака. Во од фекалијата. Фекалијата што се изли од поплавата и се појавија комарци. Црвена по боја се црвени, големи и многу заразни. Кој рака, кој око, кој уше, кој нога, на сите е отечено. Еве, јас денеска беа на лекар, и кажуваме дека тоа е било многу голема зараза. Стручните лица, познавачи на однесувањето на инсектите, потврдуваат дека е можно нов вид комарци да е дојден од соседните држави, каде исто така имаше големи поплави и зголемено ниво на влажноста на почвата. Значи, влажноста е еден условите за појава на поголем број комарци и комарци кои би биле можеби и поагресивни и кои се исто така интересни доста за истражување и едино од нив бидејќи може, значи, од постоечките места, сега како што се во соседните држави, со зголемена влажност, лесно со ветерот може да дојдат и некои комарци. Пред се комарци се работи за комарци кои би можеле да пренесат некои заразни болести кои ги нема или многу ретко се јавуваат кај нас. Во барата што се создала од фекалната вода во Чешиново се насобрале и купишта отпадоци што жителите од околните куќи ги фрлаат овде. Не се излева вечериња, тука е... Не знам, мора да се преземе нешто, или не може да се исаде ниско, освен да се напуни нешто. Жителите на Чешиново велат дека праскањето против комарците што неодамна се спроведе и во нивната општина се уште не покажало видливи ефекти. Очекуваат локалната самоуправа да преземе мерки барата да се исцеди и да се пополни со земја, а на ова место да изгради детско игралиште како што било предвидено со урбанистичкиот план. Втората фаза од проектот за управување со речниот слив на Брегалница стартуваше и во Кочани. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи се одржа првата форумска сесија со учество на граѓаните, институциите и граѓанските здруженија, при што беа представени насоките по кои треба да се работи за да се аплицира за финансиска помош од швајцарската влада. Со одржување на првата форумска сесија и во Кочани започна втората компонента за мали инфраструктурни проекти за вода во рамки на главниот проект за управување со речниот слив на Брегалница. Највисок приоритет во оваа втора фаза е изградбата на мали стандардизирани пречистителни станици, но ќе има и други приоритети, што проектниот тим на Канцеларијата за управување со сливот на Брегалница ќе ги има предвид. Меѓу нив е изградбата на канализациони системи што ја третираат отпадната вода во домакинствата, индустријата и земјоделството, потоа ерозијата на земјиштето заради заштита на пасиштата, земјоделските површини и шумите, како и регулацијата на речните корита, новите технологии што се применуваат при искористувањето на обработливото земјиште и некои други приоритети врзани со рационалното и одржливо користење на речните ресурси заради заштита на сливот на Брегалница. Овој проект во рамките на втората компонента за изградба на мали инфраструктурни објекти за вода треба да биде реализиран до крајот на 2015 година. Морам да напоменам дека разликата од првиот повик, каде што по дефолт општините, сите општини кои што припаѓаат на речниот слив на Брегалница, тоа се вкупно 15 на број, добија по еден проект. Сега овој повик е на конкурентна основа, односно ќе бидат избрани 3 до 5 најдобри проекти и тие ќе бидат финансирани од донаторот, односно од швајцарскиот секретаријат за економски работи. Поединечната сума на еден проект е од 50.000 до 500.000
10.000 швајцарски франци, при што минимално учество на општината треба да биде 16,7% или максимум до 49,9%, и тоа само значи трошоци, односно средства во пари, додека другите нематеријални влогови не се сметаат во овој проект. И оваа фаза, како и минатиот циклус, опфаќа 2 форумски сесии и една работилница, при што ќе бидат развиени повеќе концепти врз основа на анализата, прашањата, идентификуваните проблеми и понудените решенија од учесниците на форумите. На крајот, самите граѓани треба да ја донесат одлуката што всушност треба да се финансира со парите од швајцарската влада наменети за овој проект. Статистика потврди висока стапка на морталитет и одселување од градовите и селата во источниот регион. Особено е загрижувачка состојбата во руралните населени места. Фрапантни податоци за старење и екзодус на источњаците пристигнаа од Државниот завод за статистика. Истите се однесуваат за комплетната мината година. Најголемо учество во однос на вкупниот број раѓања по региони има Скопскиот со 34,8%, а најмало источниот со само 6,7%. Во источниот регион, според статистика, лани биле родени 1540, а починале 1851 лице, што чини негативен природен прираст на населението од 311 лица. 1110 новороденчиња имало во градовите, каде бројот на починати е поголем, 1119, но позагрижувачки е податокот дека во селата од регионот се родиле 430 новороденчиња, а 732 лица починале. Стапката на морталитет се движи кон двојна или во бројки за 301 е поголем бројот на починатите од родените. Миграцијското салдо вели дека 251 лице заминало од местото на живење. Просечната возраст на мајките во градовите од источниот регион била 27,6 години, во селата 26,3 години. Просечната возраст пак на починатите 72 години, во градовите 70,3, во селата 74,5. Бројот на доселени или лица повратници во градовите е 165, во селата 47. Одселени се 325 лица од градовите и 96 од селата. Објавени резултатите од првиот уписен рок во средните училишта. За вториот се намалуваат потребните бодови, што значи дека поголем број ученици ќе седнат во средношколските клупи од септември. Согласно календарот на Министерството за образование и наука, попладнево на огласните табли во средните училишта беа истакнати резултатите од второто пријавување од првиот уписен рок. Според раководството на двете средни кочански училишта, Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев, бројката на запишани ученици е во рамките на предвидувањата. Примени се дополнителни 16 нови ученици, кои што сега ги исполнуваат критериумите. Знаете дека бројот на поени е намален за 5. И сега бројката е зголемена за 16 во гимназиското образование и 20 ученици се примени во средното стручно образование за струката економски техничар, со што ние сме задоволни, а очекуваме во вториот уписен рок, кој што е предвиден за 21 август, дополнително да примеме уште ученици. Пријавени се, знаете, 182 ученици во првиот уписен рок во двата термини, очекуваме бројката да ја заокружиме на 182 во август, кога е вториот уписен рок. Согласно Законот за задолжително средно образование, од Лјупчо Сантов се надеваат дека од Министерството за образование ќе добијат дополнително одобрение да ги запишат сите пријавени ученици, за тие да бидат опфатени во системот на средно образование. Бројката, според информациите со кои што располагаме, е повеќе од задоволителна. Имено во општина Кочани основно училиште заврши околу 350 ученици. Ние се надеваме дека ќе успееме повторно да формираме 8 паралелки, со што ќе го заокружиме оптимумот на училиштето. 8 паралелки во прва година, кој што позитивно ќе се одрази на работниот ангажман на сите вработени. Нема да имаме проблеми со технолошки вишок и слични работи. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев, по второто пријавување од првиот уписен рок се запишани 27 ученици.
Заедно со првото пријавување кога имаше 116, вкупниот број на новозапишани средношколци се искачи на 143. За вториот уписен рок дополнително ќе се намалуваат потребните бодови за одредени профили, каде се уште има слободни места. Вториот рок за запишување е со едно пријавување на 21. август. Училиштата кои по двата уписни рока нема да ги пополнат слободните места, ќе може да запишуваат ученици до 29. август. Вкупно 83 лека кои се на товар на здравственото осигурување од вторник ќе станат подостапни за 250.000 пациенти. Фондот за здравствено осигурување реши да го поедностави режимот во припишување на повеќе препарати од болничката листа и лекови кои досега ги издава само специјалисти. Така 16 лека кои сега се даваат само во болнички услови по препорака на субспецијалист или специјалист, сега ќе може на рецепт да ги препишува матичниот лекар. Станува збор за 2 лека против епилепсија, 3 за Паркинсонова болест, 1 за трансплантација на органи, 3 антидепресиви и 1 за автоимунозаболување, миасентија гравис, кои од болничка се префрлени на примарна листа на лекови. Исто така, матичниот лекар ќе има право самостојно да дава рецепти и за уште лекови. 69 лека кои сега на болните им се издаваат само ако имаат препорака од субспецијалист или специјалист. На оваа листа се наоѓаат препарати за желудник како контралок, потоа 3 за висок крвен притисок и ангина пекторис, како биспролол, 7 антибиотици како сумамет, кларитромицин, 1 лек против вратоглавица како цитаризин. Пензионерите од Кочанското здружение на неколкудневна екскурзија во Албанија, надпревар во кулинарство и шах и пензионерска вечер за празникот Петровден. 90 пензионери од Кочанското здружение неколку дена беа на екскурзија во Албанија. 2 автобуси од Автоатом, обезбедени со лекар и туристички водич, пензионерите имаа незаборавно дружење во соседната држава и се вратија со силни впечатоци. Беме на релација Кочани Струга, Ќафасан, граничниот прелаз, Тирана, у Тирана задржа сите наши пензионери околу 4-5 сата. Во центарот и најважните места туристички во Тирана. После тоа продолжија за Драч, во Драч на тоа летовариште и пристан, тоа приморско место, многу убаво уредено туристичко место, беа сместени во одличен хотел, тамо ноќева 2 ноќи, после продолжија по другите дестинации во Валона, во Елбасан, во Подградец и назад во Кочани. Надпревар во кулинарство и шах, како и организирање пензионерска вечер по повод празникот Петровден. Ке имаме музика во живо, ке имаме организирано лотарија, ке имаме организирано одлична вечера со многу популарни цени. На самиот ден на Петровден ке имаме двомеч со нашите побратимини пензионери од Здружењето на Центар, општина Центар у Скопје. Тоа ќе биде двомеч во шах, оно ќе се одржи во пензионерскиот клуб Колор на 7 табли. Арбитор или судија главен за таа работа ќе биде нашиот интернационалец Ванчо Стаменков. Пријавувањето за учество за надпреварот во кулинарство е во тек. Ќе учествуваат 5 жени во изработка на јадења и колачи. Најдобрите 3 ќе добијат парична награда, а присутните на пензионерската вечер ќе имаат можност и да вкусат од подготвените кулинарски специјалитети од вештите раце на пријавените надпреварувачки. Надпреварот во кулинарство за пензионерите од Кочани се организира 2 година поред. И годинава локалната самоуправа на Кочани ќе организира бесплатни курсеви по пливање за деца од социјално загрозени семејства. Обуките ќе се одвиваат на градскиот базен, а со децата ќе работат тренери по пливање. Општина Кочани и оваа година им нуди можност на учениците од социјално загрозените семејства да научат да пливаат. За сите малолетници од оваа категорија граѓани на возраст од 8 до 12 години ќе се организираат бесплатни курсеви за пливање. Активноста што локалната самоуправа ја започна пред неколку години опфаќа деца чии родители се корисници на социјална помош или пак тие живеат во семејства кај кои едниот од родителите е невработен. При пријавувањето треба да се приложи потврда од Центарот за социјални работи, односно од Агенцијата за вработување.
Часовите по пливање ќе се организираат на градскиот базен во текот на јули и август со помош на инструктори за пливање. Пријавувањето е до 11 јули во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Локалната самоуправа, која се јавува како организатор, ги покрива целокупните трошоци и ги обезбедува потребните помошни пливачки реквизити. Инаку, минатата година интересот за пливање кај децата од социјално загрозените семејства беше неочекувано слаб. Школата за пливање ја посетуваа 17 ученици, од кои на крајот 12 се здобија со дипломи дека успешно го завршиле курсот. Петок, 4 јули, со почеток во 10 часот и 30 минути во салата на Советот на општина Кочани ќе се изврши ждребување за распоредот на екипите што ќе учествуваат на 13-тиот Петроденски турнир во мал фудбал. Во предвидениот рок за учество на турнирот се пријавиле 12 екипи. Според програмата за одбележување на празникот на градот Петровден, финалето од Петровденскиот турнир ќе се одигра в сабота на 12 јули на терените кај детската градинка во населбата Текишински Лозја во Кочани со почеток во 19:30. И уште една информација од спортот. Заврши камп тренингот на младите пинг-понгари во Виница. Станува збор за прва ваква идеја што беше успешно реализирана за време на летниот распуст на младите таленти. Заврши камп тренингот на младите пинг-понгари во Виница. Во текот на изминатите 5 дена, тие се дружеа, тренираа и меѓусебно ги одмерија силите. Пинг-понгарите од трите клуба од Скопје, Куманово и Виница изминатите неколку дена за ова имаа ретка можност по иницијативата на клубот Винспин. Виница беше домаќин на првиот ваков летен камп во пинг-понг во кој беа вклучени 15 деца кои имаа можност да учат од професионалните тренери Мики Трендафиловски и Ивица Гласновик, кои 2 пати дневно по неколку часа ги тренираа учесниците на кампот. Целта на овој камп беше подготовка на младите пинг-понгари за предстојната сезона. Пинг-понг клубот Винспин од Виница брои околу 20 на активни членови, од кои на кампот беа присутни само 7 мина заради годишните одмори. Во релативно краткиот период на постоење, клубот бележи солидни резултати од неколкуте државни надпревари на кои учествуваше. Ги следвате вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.